Во продолжение разговараме со министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска. Разговараме и појаснуваме што носи се Законот за родова еднаквост, што се е регулирано во него и одговараме на прашања кои што се актуализира изминатиот период. Добро утро. Добро утро. Благодарам на поканата. Благодариме на одговор на поканата. Би сакале да дадеме вовец оглед на тоа дека вие сте од самите почетоци, од идејата воопшто за креирање на еден ваков закон. Вие сте дел од првите работни групи и многу добро ја познавате таа евалуација на Законот за родова еднаквост кај нас. Па може да влеземе во разговорот со тоа како влеговте вие во оваа приказна, може да кажеме, и како тогаш се согледа потребата за еден ваков закон кај нас? Предлог Законот за родова еднаквост се работи од 2019 година. Точно 3-4 години колку веќе сме посветени. Како државна секретарка во Министерството тогаш бев координатор на работната група, со оглед дека 21 година сум во Министерството, токму во секторот за еднакви можности, во оделението за родова рамноправност. Бев раководител на тоа оделение пред да станам државна секретарка. Значи, некаде повеќе од 30 години сум посветена на родовата еднаквост. Формиравме работна група за да биде процесот инклузивен, да се вклучат сите релевантни институции, ЗЕЛС, граѓанскиот сектор, од собранието, значи се она што значи луѓе кои што работат од сите министерства, каде што имаме координатори за родова еднаквост, за еднакви можности на жените и мажите. Така се формираше една широка работна група која што започна да работи. Одевме, не брзевме, затоа што сакавме законот да го направиме закон кој што ќе може да се имплементира, не да ставаме желби наши на работната група, туку вистински одредби кои што ќе можат под донесувањето да се имплементират. Верувам дека такви одредби кои што ќе одговорат на потребите на општеството, а се намитнува и прашањето зошто во денешно време кога еве имаме еден ваков пример како вас, вие сте министерка во едно Министерство труд и социјална политика, веќе на висока позиција, жена, зошто потребата се уште за регулирање? Што е она што е проблем во општеството во овој дел? Проблем се стереотипите. Се уште ли постојат? Се уште постојат, кои што се врзани за улогите на жените и мажите, девојчињата и момчињата во општеството. И токму, да, имаме жени на високи позиции, јас сум жена министерка, меѓутоа тоа не е доволно. И ако видите, таму кај што има квота, таму ги има жените на високи позиции. Тоа е собрание и локална самоуправа. Немаме ниту една жена, имаме, уствари, 2 жени градоначалнички од 81. Имаме 5 министерки од 20, меѓутоа само од една политичка партија се. Овие жени министерки, останатите политички партии немат жени во влада. Во извршни, во управни одбори, зборувам за управни одбори кои што навистина треба партиципативност и искуство и знаење, таму немаме жени. А ги имаме жените во процесот на образование. Ги имаме жените понатаму во институциите, меѓутоа на висока позиција немаме. И не само тоа. Ако погледнеме, за жал, економската зависност на жената доведува до насилство. Да го трпи насилството. Да не може да се противстави на насилството. Со законот превенираме насилство. Со законот овозможуваме подобра позиција на жената на пазарот на труд. Со законот овозможуваме токму тоа да се разбијат сите стереотипи поврзани за улогата на жените и мажите во општеството. Да се гледа сосема поинаку. Ако ние во процесот на образование имаме многу повеќе девојчиња отколку момчиња кои се запишуваат на факултет, но и кои завршуваат. Понатаму на пазарот на труд, во хиерархијата ги среќаваме многу помалку
жените на високи позиции за разлика од мажите. Во компаниите, сакате да кажете? И во компаниите, меѓутоа и во министерствата. Жените во министерствата се раководители на оделенија, раководителки на оделенија, советнички, кои ќе одите државни секретари, министри се доминантно мажи. Па и државни советници. Сакав да ве потсетам на едно време, го паметам дека годината кога за председател на државата се кандидираше професорот Ѓорѓе Иванов, тогаш во трката влезе една жена професорка. Сакам да кажам дека и тука некако се срушија стереотипите. Досега не сме имале таква ситуација, но се уште велите дека е потребно да се потикнат, можеби жените, можеби да им се отвори патот. Сега, ајде убаво да објасниме што се регулира законот како што предлог законот како што велите вие вистинскиот концепт на предлог законот за родова еднаквост, на последниот брифинг така го насловите. Така, да. Како, да. Вистината, која е вистината всушност за предлог текстот на законот за родова еднаквост? Законот, кога пред да започнеме да го работиме законот, направивме анализа за тоа колку се имплементираат одредбите од самиот закон и колку се функционални механизмите кои што се дел од постоечкиот закон. Анализата ни покажа дека слаба имплементација имаме и дека механизмите не се функционални. Зборувам за механизмите на локално, на национално ниво и механизмите и механизмот во собранието. Вклучително и секторот за еднакви можности, кој што е во Министерството за труд и социјална политика. И од тие причини, првично, и заради усогласување на македонското со европското законодавство, пристапивме кон измена. Ние овде транспонираме, всушност вклучуваме одредби од европските директиви, директивите за еднаков третман, директивата за хармонизација на семејниот и професионалниот живот, за пристапот до добра и услуги. Тоа се неколку директиви кои што ги вклучуваме во предлог текстот, да се усогласиме со она што значи европски стандарди. Понатаму внесуваме нов концепт, внесуваме она што во јавноста е познато како джендер меинстриминг, односно интеграција на родовата перспектива во политиките. Најважно, што е најважно? Нас џабени се механизми. Џабени е закон, ако останатите политики и мерки не ни се во тие мерки не е вклучена родовата перспектива, односно концептот на родова еднаквост. Во овој закон, за прв пат во законодавството, дефинираме што представува родовото меинстримирање и чекорите како политиките да бидат родово сензитивни. Затоа што минатата година ние го донесовме законот за буџети. Еден нов закон со кој што се најавуваат реформи во процесот на буџетирање во државата, кај буџетските корисници. Во тој закон ние го внесовме концептот на родова еднаквост. Всушност, законот е родово одговорен, родово сензитивен и низ целиот процес на буџетирање ќе се вклучува родовата перспектива. Но, на добра волја на министрот го направивме тоа. Немаме патокас, немаме чекори како да ги направиме. Како да се имплементира. Како да се вклучи пред се родовата перспектива во политиките, а потоа и да се имплементира. Со предлог текстот на законот за родова еднаквост имаме посебна глава токму за интеграција на родовата перспектива во политиките, и тоа е една новина, и ги зајакнуваме механизмите, им даваме дополнителен мандат кој што ќе значи дека координаторите на локално ниво, во единицата на локалната самоуправа, координаторите во министерствата, во собранието, во сите останати агенции, каде што, впрочем, и сега ги имаме воспоставено, ќе имат доволно мандат за да се посветат секој во својата област на родовата еднаквост. Со јаки механизми, со посветени механизми, ние можеме да кажеме дека законот ќе биде имплементиран.
Исто така и во делот на дефинициите имаме тука и настана всушност најголемите Тоа сакав малку најголемиот да прашам. отпор. Каде настана проблем со јавноста ако зборуваме за закон кој што овозможува еднакви можности за мажите и жените? Зошто некои поими кои што не се ни внесени во законот? Каде целата ова мешаница со што е застапено, што не е застапено? Затоа што се споија два закони. Во лиферувањето на вистината на законот Добро. од другата страна, дел од граѓанските организации и од верските организации, всушност се поистоветија законот за родова еднаквост и законот за матична евиденција. Но тие дали се поврзани? Не. Тоа се сосема различни закони. Дали тие засебно се водат? И во засебни министерства. Законот за матична евиденција е одговорност на Министерството за правда. Законот за родова еднаквост е одговорност на Министерството за труд и социјална политика. Тоа се два различни закони кои што третираат сосема различна област. Законот за матична евиденција, а впрочем ниту еден закон не е во собраниска процедура. Да, кажавме дека се уште за предлог закон. Законот за матична евиденција е повлечен од собраниска процедура од страна на владата во март 2022 година. Законот за родова еднаквост е во процес на консултација, не е ниту во процес на процедура во влада, кај што прво треба да се дискутира и да помине, за да отиде во собраниска процедура. И различни закони, различни прашања третираат. Овде ја третираме во Законот за родова еднаквост. Третираме унапредувањето на положбата на жената. Третираме внесувањето на родовата перспектива во политиките. Третираме унапредувањето на функционалноста на механизмите, воспоставување на секретаријат за родова еднаквост, ресурсниот центар за родови одговорни политики кој што и сега постои во Министерството за труд и социјална политика, да може да се законски да се воспостави и тоа е суштината на законот за родова еднаквост. Законот за родова еднаквост ниту е закон во кој што се зборува за промена на полот. Не е ниту закон во кој што правното признавање на родот е вклучено, значи не се третира, ниту е закон во кој што со кој што ќе се овозможи истополови бракови, затоа што бракот кај нас е дефиниран во сосема трет закон, во законот за семејство. Тој закон не е предмет на измени. Значи, ниту едно од онаа што беше изјавувано во јавноста за законот за родова еднаквост не е вистина, затоа што законот за родова еднаквост буквално е насочен кон еднаквите можности на жените и мажите, кон онаа што ги третира општеството, заедницата различно мажите и жените. Тоа да го надминеме, за да може буквално секоја жена, секој маж, секоја девојче и момче да ја уживаат во правата кои што им се дадени со устав и со останатите закони. Нема да зборувам за законот за матична евиденција, затоа што е надвор од било каква процедура. Се уште не е започнал ни работната група да го отвори повторно законот и за да не дојде повторно некој да ги спинува двата закони во едно. Така да се фокусираме на ова, на законот за предлог законот за родова еднаквост. Ако зборуваме досега за предлог закон во кој што поминавме еден период на прашања дополнителни кои што не се поврзани со истиот закон, сега објаснивте убаво. Сметате дека не треба малку повеќе информации, доволна едукација, па мислите дека треба да започнете од младите? Што планирате да направите? Треба информација, затоа што навистина изминатите 2-3 месеца јавноста беше ставена во ситуација да не знае која е вистината. Која е вистината? Меѓутоа вистината може да ја каже тој кој што го креира законот. Не може да кажат луѓе кои што не биле дел од процесот.
Не може да ја каже вистината некој што не го разбира концептот за концептот на човекови права и концептот на родова еднаквост. Концептот на родова еднаквост е широк концепт. Во него се вклучени и еднаквите можности на жените и мажите, и родово одговорно буџетирање. И тоа се само алатки како да се дојде до родовата еднаквост. Ако ние намерно или не знаејќи тргнеме еден концепт на страна, тогаш доаѓаме до половични информации и до невистински информации. И затоа секоја сакам да се зборува за вистината. Нема потреба да граѓаните се ставаат во една ситуација да не знаат што да, или па дури да поверуваат дека дека некој намерно нешто ќе направи. Не се, со законот се потврдуваат семејните вредности и заштитата на децата. Плюс сите останати политики на Министерството за труд и социјална политика се токму за заштита на семејните вредности, за заштита на децата. Делот трудовите политики кои што ги креираме токму е во хармонизација на семејниот и професионалниот живот, за да можеме семејните вредности да ги заштитиме и да ги вреднуваме уште повеќе. И да ги заштитиме децата, и затоа почнуваме токму од младите. Работиме, во март имавме една кампања за жените, која беше во текот на цел месец март. Сега имаме повеќе месечна кампања за младите, за да разговараме отворено со младите, да разговараме и за говорот на омраза кој што се шири низ социјалните мрежи, да разговараме за можностите кои што институциите ги нудат на младите и во делот на вработувањето и во делот на можностите за подобри работни места, пристојни плати и за менталното здравје. И тоа го правиме низ повеќе градови. Утре сме на платото пред офицерски дом во Битола. Мултимедијални ни се настаните. Не само да зборуваме, туку и преку театар. Имаме театарска пиеса на Интимен театар Битола. Имаме музика, имаме група Шербет. Така да имаме уметност. Студентките од Меѓународниот Балкански универзитет сликат на самото место, инспирирани и од публиката, инспирирани од говорниците, и имаме и гравирање на чаши, на стакло. Така да продолжуваме цело лето. Мислам дека некаде до октомври, но со можност до крајот на годината да ги продолжиме тие настани. Имаме во Охрид. Младите, верувам и други генерации ќе бидат вклучени. Да, и други генерации, меѓутоа фокусот ни е на младите. А меѓутоа се вклучени и други генерации, со оглед дека настаните ни се на шеталишта, во Скопје ни беше во парк, во Охрид исто ќе ни биде на шеталиште, во Дојран ќе ни биде на некое фреквентно место, и случајни поменувачи се присутни, така да навистина. Ете и за Битола во 20 часот ги поканувам. Ги поканувам сите граѓани на Битола да дојдат да слушнат, да се забавуваат, затоа што и пред се ние забавата овде, но и раскажувањето на вистински приказни од мажи и жени кои што оставиле трага преку својата професија. Министерке, би сакала да го заокружиме разговорот со тоа дека многу добро ви е познато ви како жена во какво стереотипно општество живееме, иако сме отидени многу напред. Навистина сме отидени напред, но се уште во нашето општество имаме женска работа и машка работа, иако во животот тоа се животни вештини кои што треба, без разлика на полот, да се стекнуваат. Верувам дека ќе ви биде напорна работата во поглед на менување на перцепцијата, но верувате ли дека ќе успеете? Верувам дека, дефинитивно верувам, и ако не сум верувала и немаше да го имаме постигнато и сето ова. Реков дека уште од 97 година сум вклучена. И колку работите се промениле? Сум вклучена во родовата еднаквост и можам да направам една ретроспектива што е навистина постигнато. Многу сме постигнале, меѓутоа ни треба уште повеќе. Не смееме да бидеме задоволни со она што го имаме. Да, имаме одлични во делот на учеството на жените во парламентот и во локална самоуправа, сме лидери во регионот. Во делот на
политики исто сме лидери во регионот, но не треба да застанеме, затоа што времињата одат напред. Ние мораме што повеќе жени да имаме да ги вклучуваме жените и на пазарот на трудот, да го намалуваме насилството врз жените. Не сме ниту една жена, ниту еден човек да живее во услови на насилство. Да економската сигурност, независност на жената е најважен сегмент не само за насилство, за многу други работи во општеството. Да работиме со младите жени, нив да ги зајакнуваме, да работиме со девојчињата уште во време на процесот на образование. Само на тој начин можеме да ги отстраниме стереотипите и предрасуди кои што се врзани со девојчињата. На тој начин, еден ден кога овие девојчиња ќе бидат жени, нема да бидат ниту министерки, ниту пратенички, ниту советнички по квота. Ќе бидат затоа што свеста е дигната, затоа што свеста е созреана кај граѓаните дека не треба да има поделба на мажи и на жени, не треба да има поделба на машки и на женски работи, која се работи за одредени професии и за одредени функции, кои што не припаѓаат и на жените, припаѓаат и на мажите. Не може 51% од општеството да биде оставено на страна само затоа што е жена. Сакате да кажете да имаат рамноправни квалификации. Еднакви можности. Да. Ние рамноправност имаме од 46-та, од кога на жената е дадена правото на глас. Меѓутоа, време е да имаме еднаквост, еднакви можности, еднаков пристап до сите ресурси во општеството, но и најважно, еднаков бенефит од тие ресурси. Подеднакво и за мажите и за жените. Ви благодарам. Благодарам на издвоеното време, благодарам на позитивниот одговор на поканата. Се разбира, се гледам и во нареден период оти си уште ќе се зборува на оваа тема. Со задоволство и благодарам што ме поканивте да бидам дел од вашата утринска емисија и да ги информираме вистински граѓаните за она што е вистината за законот за родова еднаквост. Така.